7 часот 38 минути на актуелни земјоделски теми. Утрово разговараме со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Ване, поздрав до сите гледачи. 18 август денеска, денот кој што сите го очекуваме, во собранието влегуваат уставните измени. Би сакал така да го започнеме интервјуто. Кои се вашите очекувања, прво тоа, како ќе се движи целиот процес, дали сте оптимисти? Па јас сум оптимист заради тоа што ова е стратешка цел на државата. Едната стратешка цел за која што слушаме уште како деца е членство во НАТО, а другата е членство во Европската унија. Немаме друга алтернатива. Нема друг начин како да одиме напред, како да го задржиме прогресот и како да креираме подобар живот за сите граѓани и за идните генерации. Затоа сметам на многу разум, на многу трезвеност и на заедништво, обединетост и навистина да ги продолжиме преговорите, да го трансформираме општеството, да бидеме и демократска, и модерна, но и развиена држава. Ова е единствената шанса, нема друга. Пораките се јасни од нашите партнери од Запад, меѓутоа има ли кај опозицијските соработници, пратеници интерес да се слуша за оваа тема и да се дискутира овој период? Па ни со овој процес ја очекувам дека навистина секој ќе размисли, особено пратениците, која историска одговорност ја имаат и сите ние како генерација, заради тоа што, кажав, нема друга алтернатива, нема друга понуда. Никој не вели дека имаме друг пат по кој што може да одиме. За мене, ова е единствениот пат, преку секторот во кој што сум инволвиран, тоа навистина се потврдува и се верификува токму таа поддршка, шанса и можност да обезбедиме подобар живот за сите. Да, и не случајно вака го почнавме интервјуто, би сакал малку околу придобивките од самиот процес на преговори со Европската унија, кои што би ги имале македонските земјоделци. Подготвувајќи се за интервјуто, гледав и статистики за Хрватска, Бугарија, не одев многу подалеку, колку и да сакаме да подценуваме некои работи кога станува збори за самиот процес на преговори. Некако се добива впечаток, а и статистиките така велат дека бенефитите се чувствуваат уште при самиот почеток на преговорите. Па би сакал малку акцент да дадеме на ова. 40% од вкупниот буџет на Европската унија, повторно на тој стратешки партнер, наш одат во делот на земјоделство. Токму тоа е потврда дека немаме друг пат, дека тоа е нашиот партнер со кој што како регион, како држава мора да се обединиме и мора да се интегрираме и да го зачуваме идентитетот, културата, јазикот, но и сите придобивки кои што доаѓаат. А придобивките се огромни. Започнуваме нова ИПАР 3 програма која што е во вредност од 120 милиони евра, односно вкупно 210 милиони евра поддршка за инвестиции за модернизација на македонското земјоделство. Секој од овие земји кои што ги напоменавте, само на тој начин го модернизирале секторот, го стабилизирале, изголемиле производството и дале поддршка на својот земјоделец. Токму затоа, преку секторот земјоделство се гледа одличната можност како може да се користат тие средства, уште и пред почетокот на преговорите, уште при самиот скрининг процес, а уште повеќе фондови можности и шанси се отвараат со самиот почеток на преговорите. Завршуваме една ИПАР програма, започнуваме нова, лидери сме во тој сегмент, меѓутоа и многу други области кои што или за кои што со години, со децении се зборуваше. Ако ја земеме консолидацијата, таа сега се спроведува во 14 подрачја во државата, но многу малку луѓе веруваат дека тоа се случува. Комасација, окрупнување се збори со 30-40 години, меѓутоа, дојде време, моментот во кој што во 14 подрачја ние тоа многу успешно го спроведуваме и повторно сме прогласени лидери. Или малите системи за наводнување, кои што во над 10 региони во државата моментално се спроведуваат во износ од над 10 милиони евра, токму е проект кој што е финансиран директно од Европската унија. Реформата на шумарството, како еден сегмент кој што беше запоставен, исто така, ќе кажам, 3, 4 или повеќе децени, конечно, преку проект на Европската унија започнавме реализација на реконструкцијата, реорганизација и трансформација на целокупниот сектор на шумарство, а знаеме какви природни богатства имаме во државата, односно повеќе од половина од државата е под шуми. Но за прв пат го реформираме, реорганизираме, модернизираме целокупниот сектор, како и многу други области. Започнуваме
изградба на фабрика во Росоман за третман на животните, исто 4,5 милиони евра грант од Европската унија. Нема крај на проектите кои што само во овој момент се реализираат преку Европската унија, а се придобивка на секторот земјоделство. Да. Кога стапивте и на функција како министер, уште тогаш изјавивте и во едно интервју за Цивил дека секоја педа земја сакате да ја ставите во функција на производство на храна. Бележиме големо зголемување на светско ниво на цените на храната. Колку можеме да се потпреме во иднина на нашето македонско земјоделство, да ги следиме светските трендови, а со тоа нашето земјоделство да придонесе за намалување на цените на храната? Дали одиме кон таква стратегија? Знаеме дека ништо не може да биде брзо и едноставно, меѓутоа дали може нашето македонско земјоделство тоа да го овозможи? Светските текови се такви и приликите се такви и не може да очекуваме драстично намалување на цените на храната. Храната е веќе скапа и ние треба да се приклучиме на сите оние трендови како што тоа го нотиравте, секоја педа да биде искористена за производство на храна. Токму затоа го донесовме и националниот план за производство на храна. Само во 2022 година, кога го донесовме овој план, вклучивме нови 2000 договори за закуп на државно земјоделско земјиште со приоритет на полјоделските култури. Пред само 2 месеци склучивме 730 договори за поддршка на механизација повторно за производителите на пченица, јачмен, пченка, нови култури од кои што долгорочно креираме мерки политики како да станеме независни. Новиот закон за земјоделско земјиште токму ги става во функција сите наши ресурси, па дури приватното напуштено земјиште го ставаме во функција токму на земјоделското производство, преку низа на мерки и политики и планови кои што веќе се реализираат. Нашата цел е навистина да сите ресурси ги ставиме на располагање. Новиот закон за пасишта, кој што гледам исто така наидува на критики, но со нетрпение очекувам да дебатата во парламентот, каде што 500.000 хектари пасишта кои што ги имаме во државата не се ставени во функција уште 4 декади, уште 30 години да чекаме и да не носиме храбри одлуки, мислејќи дека некој ќе ни ги земе и дека не знам што ќе се случи. Ние ресурсите со кои што располагаме, а тоа е почва, 280 сончеви денови, пасишта и шуми треба да ги ставиме во функција на и производството на храна, на руралниот развој и на она што може да имаме компаративни предности. Исто така да продолжиме и со политиките на поддршка на извозно ориентираните гранки во делот на земјоделството. Расте драстично извозот на флаширано вино, што е исто така наша национална гордост. Наша цел е за 3 години од сега да достигнеме 100 милиони евра извоз и сме во првите 20 земји во свет по извоз на вино. Тоа е навистина нешто што е за респект, користејќи ги сите ресурси. Расте преработувачката индустрија, која што најмногу користи европски средства, ако во тој поглед дискутираме. Преработувачката индустрија, која што достигне 70 милиони евра извоз, немаше да ги има тие резултати ако не беше Европската унија, ако не беа ИПАРД фондовите, ако не беше таа поддршка во овие 5 години да изградиме доверба на искористеност, на транспарентна, отворена постапка во која што секој може да добие шанса да го надгради својот капацитет, да набави опрема, да почне или да го зголеми своето производство. Така да мора да продолжиме во правец да ги поддржуваме секторите кои што се извозно ориентирани и на долг рок да станеме увозно независни, односно да продолжат политиките на стабилизирање и зголемување на домашното производство. И впрочем, сите наши програми кои што се креирани во последната година се 7 нови програми се за поддршка на земјоделците да создаваат финални производи, дали се тоа малите производители, дали се малите винари, дали се малите дестилери, дали се малите производители од животинско и неживотинско за кои што креираат грантови, дали е програмата за откуп на земјоделски производи, ние на секој еден може начин сите мерки и политики ги поврзавме со раст и потекнување на домашното производство, за да станеме независни во поглед на храната која што очигледно станува и ќе станува се поскапо. Како сте лично како министер задоволни како тече спроведувањето на земјоделските реформи, текот на субвенциите, со оглед на тоа дека и Министерството за земјоделство го има меѓу најголемите буџети за 2023 година, дали сте задоволен од целата динамика на спроведувањето на зацртаните проекти?
Јас сум многу среќен што 2022 година направивме драстична реорганизација и воведовме нов модел на субвенционирање, кој што значи брза, навремена, ефикасна исплата на субвенции, нема исплата на субвенции, да подсетам, на 2 дена пред избори или по списоци и така натаму. Тоа време го заборавивме сите. Денеска имаме оваа 2023 година рекордна исплата во рокови. Се знае во кој ден ќе добијат сите тутунопроизводители, се знае во кој ден сите лозари, сите овоштари и буквално со еден подпис, со едно решение се исплаќаат сите оние приматели на државна поддршка. До 30 јуни за прв пат оваа година, после 17-18 години, беа исплатени околу 90 милиони евра кон сите производители, така како што законот вели, основните субвенции дека треба да бидат исплатени во текот на првата половина од годината. Преминуваме со исплата на дополнителната поддршка, како што беше за грозието, за многу други дополнителни мерки кои што ги носиме во текот на годината, но оваа година воведовме и модел на авансна исплата. Значи сите производители во текот на оваа година за прв пат до крајот на годината ќе добијат уште една финансиска поддршка од 30% веднаш по самото аплицирање. Аплицирањето заврши, значи од септември натака ние се подготвуваме за прв пат да не се чекаат субвенциите во 2024 да се исплатјат за 2023 година, туку навремено уште една финансиска поддршка од 30% од вкупниот износ на субвенции ќе добијат земјоделците, фармерите, сточарите во текот на 2023 година. Тоа е новина на новој модел. И еве на некој начин зголемена и контролата, воведени се нови механизми на контрола, како да се елиминираат можни злоупотреби, како за необработеното земјиште да навистина 100% да биде контролата. Со новиот модел на субвенции, вистинските производители на време редовно и многу брзо ги добија финансиската поддршка, а следи и авансна исплата за тие 30% кои што досега се исплаќа во следната година, ова е за прв пат да ги добијат во тековната година по однос на тековната програма. Тоа е новитет, значи годинава ќе се случи прв пат, така? Да, ова за прв пат ќе го направиме оваа година. Ако се послужиме со информациите и на извештаите на Европската комисија, и таму констатира дека подобрена е апсорбцијата на ЕУ фондовите, но се сугерира секогаш потребата од дополнителни кадровски ресурси и проширување на ИПАР 3 за целосно искористување на можностите за финансирање. За второто знаеме за ИПАР дека бројките велат дека имаме навистина континуиран раст и на искористеноста. Што правиме околу дополнителните кадровски ресурси кои што се потребни на земјоделците? ИПАРТ е исто така нешто со што се гордееме и сме лидери во регионот. Во ИПАРТ 1 Македонија врати 60 милиони евра назад, неискористени. Во ИПАР 2, кој што се спроведува од 2017 до денес, со последниот повик, немаме вратено ниту едно евро за сега и затоа сакавме сите средства да бидат ставени на располагање. Што не беше случај порано? Предходно во ИПАР 1, кој што се спроведуваше до 2015 година кога беше затворен, ни остана неискористени, односно пари кои што се врати во европската каса меѓу 55 и 60 милиони евра. Тоа говори за недовербата кон земјоделците, за едно неискуство, недоволна екипираност, популаризација и правење на оваа програма достапна за земјоделците. Фактот што имаме 2400 договори, меѓу кои што имаме над 800-900 млади луѓе кои што подпишале и реализирале договори. Имаме набавка на механизација за малите земјоделци, имаме сериозна поддршка за поголемите комбинати, преработувачката индустрија која што спомнав, ние направивме достапна за сите земјоделци токму ИПАР 2 програмата, ја упростивме и затоа сме лидери во регионот со максимална искористеност. Целиот буџет за ИПАР 2 е целосно склучен и сега завршуваат реализацијата на договорите и исплатата, што не е случај со Албанија, што не е случај со Србија, најмалку со Црна Гора, кои што враќаат стотици милиони евра назад, и ќе бидеме прва земја која што, еве, во следните денови ќе објавиме и нов повик од ИПАР 3 програмата. Први во регионот ќе започнеме ИПАР 3 програмата. Моментално до 18 септември е рокот за последниот повик од ИПАР 2, тоа е за мерката 3, за оние кои што се заинтересирани. Ова мерка е само за опрема, повторно ги тангира
преработувачката индустрија, винариите, целокупниот земјоделски сектор кој што бргу сака да набави опрема, се со цел и овие 9 милиони евра кои што ни останаа на располагање да бидат ставени во функција и кажав до крајот на месецот го започнуваме новиот ИПАР 3 период, имаме 60% зголемен буџет, нови 97 милиони евра европски пари неповратни. Првиот повик кој што ќе го распишеме за мерките од ИПАР 3 ќе биде со буџет од над 30 милиони евра. Ако ги ставиме и овие 9 кои што веќе огласот тече, тоа е 40 милиони евра во еден месец за поддршка на македонското земјоделство преку европските пари, преку Европската унија. Да, вчера регионалните медиуми токму за Албанија објавија дека привремено ќе биде суспендирана ИПАР 2 програмата во оваа земја по сомневањата на ЕУ за корупција. Колку ние сме имуни на ова? Верувам дека бројките покажуваат дека сме имуни со оглед на зголемениот интерес, меѓутоа огромен интерес. Ова изненади како информација кога станува збор за Албанија, затоа го поставам и како прашање. Имаме 2400 договори и секако дека контролата, ревизијата на националните тела, на телата на Европската унија треба да се завршат својата работа. Ние изградивме одлична доверба во целокупниот процес, согласно упатствата, правилата, постапките на Европската унија, меѓутоа секој еден случај каде што ќе биде евидентирана потреба од правење на поврат или дополнителни ревизии, ние сме максимално отворени и транспарентни, но фактот што прва земја која што ја почнува ИПАР 3 програмата, добивме сите акредитации на мерките, добивме многу новитети во ИПАР 3 програмата, 60% зголемен буџет, можноста сега апликантите да не се задолжуваат после склучување на договорите во банките, туку 50% од финансиската помош од Европската унија која што доаѓа да им биде дадена предвреме, авансно, тоа е посебен потик за младите луѓе кои што сака да влезат во целокупниот сектор. Нови 4 мерки кои што ги акредитираме, многу нови новитети кои што ни се одобрени од Европската унија, се потврда на фактот на довербата за она што сме го направиле во последните 5 години, да ја доближиме програмата до земјоделците, средствата да бидат искористени и да се склучат рекорден број на договори кои што како бројка се вкупно повеќе од сите 3 други земји кои што ја користат ИПАР програмата. Меѓутоа, секако дека институциите, телата на Европската унија исто така си ја работат својата работа и детектираат соодветни случаи кои што се предмет на ревизија. Тие секако дека и во целиот овој период се и во Северна Македонија, во нашата платежна агенција, па дури и на терен ги проверуваат проектите на терен кои што се спроведуваат, меѓутоа до сега нема никакви индиции во поглед на ИПАР програмата и на реализацијата на сите овие проекти. Така. И би сакал на крај во фокус да ги ставиме и младите земјоделци, најавивте нов јавен повик. Чинам за од 10.000 евра за млади земјоделци. Исто статистиките велат дека и со самиот влез во Европската унија, например во Хрватска, Бугарија, многу е зголемен бројот на млади земјоделци кои што во својата земја придонесуваат за целото земјоделие. Овие јавни повици се ветер во грб во однос на бројката на млади земјоделци кај нас, каков е интересот за тоа? Апсолутно. Ако ја земеме ИПАР програмата, кажа во 2400 договори околу 800 се склучени и реализирани од млади луѓе граница помлада од 40 години. Исто така во последните 5 години во делот на реализацијата на оваа мерка која што напоменавте, а која што следи, 840 договори за грантови од 10 или од 20.000 евра се склучени и реализирани од страна на млади луѓе. Мојот печаток е дека расте интересот кај младите луѓе, особено во делот на производството на храна, на органска, на биохрана, на руралниот туризам и така натаму. И токму затоа овој месец започнуваме со нов повик, односно во следните денови ќе биде распишан повик за мерката за потикнување на земјоделските стопанства, односно грантот од финансиската поддршка, кофинансирање од 10.000 евра. Сите млади кои што се регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, навистина апелираме да ги следат нашите информации, нашата веб страна и сето она што ќе се случува, заради тоа што месец август ќе имаме нова мерка за поддршка од 10.000 евра за младите фармери. Бројката и во целокупниот регистар, особено на младите и на жените, со мерките кои што ги спроведовме, растат во последниот период. Само 5.000 нови носители
на земјоделски стопанства во последните 4 години имаме од страна на жени во руралните средини. Расте бројот на млади, младите и жените се во фокусот на сите наши политики, особено во 2023 година, и токму затоа секој ден збориме, ги анимираме, но и одлуките кои што денеска се носат во Македонското собрание, треба сите да сме свесни дека се однесуваат на младите, креирање на нова, перспективна, безбедна, известна иднина на младите тука и дома. Шансата е само преку процесот на интегрирање во Европската унија. Денеска Јармијата одбележува 31 година, веруваме и гостите на ова убаво одбележување. Сега тука би сакал на крај, имаме уште 2 минути до вестите и придобивките од НАТО за земјоделските фирми во Македонија. Верувам дека и тука се огромни. Апсолутно, веќе имаме компании кои што ги користат бенефитите. НАТО не е само политичко безбедносна организација, ние сме сите среќни што станавме 30-та земја членка на НАТО, нека е честит денот на македонската армија, 18 август, кој што се прославува денеска. Имаме модерна, современа, интегрирана армија во тој целокупниот НАТО механизам, но придобивките не се само во делот на безбедноста, сигурноста и помошта која што доаѓа во тој сегмент. Се гледаат придобивките и можностите за македонските компании да учествуваат на НАТО тендерите, на нивните постапки во сите овие земји, и тоа се потврдува преку голем број на компании од кај нас, кои што навистина веќе ги чувствуваат придобивките и отварањето токму и на НАТО пазарот. Затоа е битно и за окружувањето на процесот на членство во Европската унија и отварањето на земјата кон тој огромен пазар, само со конкурентност, со отвореност, со еднакви можности на младите може да креираме подобра иднина. Благодарам за гостувањето. Верувам уфативме голем број на актуелни теми, но кога станува за земјоделството, секогаш голем број на теми во фокусот, така да се гледаме наскоро повторно во студиото. Благодарам уште еднаш. Време е за вторите утрински вести во 8 часот.